Фудбалерите на Осогово вчера разочарани се вратија од Струмица, бидејќи судиите им украдоа чиста победа. На дерби над преварот на колото, а веројатно и на првенството, осоговци во Струмица играа зрело и сигурно. Победоа во 24-та минута и се до истекот на 90-тите минути го чуваа водството. Тогаш стапија на сцена судиите, кои над преварот го продолжија за 4 минути. Меѓутоа, откако видоа дека струмичани не може да постигнат гол, продолжија уште 2 минути. Сите фудбалери на Тиверија заедно со голманот последните минути не излегуваа од 16-тникот на Осогово. Во таква ситуација, при изведување на корнер, домакините речиси на сила постигнаа гол, пошто судијата веднаш одствери крај на надпреварот. Значајно е да се истакне дека во регуларниот дел од надпреварот при водство на жолто-сините од 1:0, Осогово постигна уште еден гол, чист како соуза, меѓутоа судиите видоа фаул врз голманот и го поништија. Се подготвувавме за овој надпревар, како и за сите други, меѓутоа имавме сознание од наши пријатели начинот на игра и припремата на Тиверија. Добро ја проучивме нивната игра. Ние наметнавме на тактика на самиот надпревар, што ги затворивме сите приоди кон нашиот гол, со позатворена варијанта, но со да дозволиме противникот да малку да се отвори и со брзи контрнапади да го загрозиме нивниот гол. Во еден таков напад, во 23-та минута, постигнувме гол и го отворивме резултатот. Сакам да напоменам дека на 10 минути при крајот ние постигнавме и втор регуларен, потполно регуларен гол, но од непознати причини судијата го понешти. Во второ полувреме исто се водеше голема битка, исто така ние не дозволивме посериозно да се загрози нашиот гол, но се до крајот судијата продолжи 4 минути, но во 95-та минута, кога сите играчи беа во 60-тикот, слободен удар за Тиверија, во целата таа мешаница постигнаа гол и судијата отвори крај. Сепак бодовите не се толку важни, колку што е важно искуството донесено од Струмица. Што понатаму предстои пред осоговци? Па видите, оваа утакмица за нас беше и тест. Ние, иако во претходните изјави најавувавме дека ние ќе градиме, ќе правиме млада екипа за наредните 2-3 години, меѓутоа овие дечки сакаат и сега резултати да покажеме. Екипата покажа дека има капацитет, има созрева со секој нареден надпревар, иако почетните надпревари не ни беа на високо ниво. И сега со овој нерешен резултат ние ја преземаме пол позицијата во наши раце. Затоа што Василево ни бега 2 бода, но Василево има неколку тешки гостувања, меѓу кои гостува на Тиверија и гостува кај нас во предпоследно коло. Така што ако ги ние добиеме надпреварите натаму, се е во наши раце и очекуваме